Усвоените амандмани на предлог законот за дискриминација нудат суштинско подобрување на текстот на законот. За Македонскиот центар за меѓународна соработка ова е добро решение. Според нив законот, онака како што беше предложен, имал многу недостатоци кои сега амандмански пополнуваат голем дел од празнините, со што се задоволуваат сите европски критериуми. Она што беше клучно барем за комисијата, подобрување на независноста, се подобрува со 7 члена, каде што скоро се гарантира независноста на тоа тело многу подобро колку што беше во предложениот закон, а се прошируваат и облиците на дискриминација. Кржаловски вели дека иако не се опфатени сите прашања кои што би можеле да се донесат во оваа фаза, не може да се прави совршен закон од прв обид и дека праксата ќе покаже кои решенија се соодветни за Македонија, а кои треба да се доработат. Од друга страна пак либерал-демократите со контрастав, за нив владата поднесува либе амандмани за законот за антидискриминација. Наместо расправа за овој закон, која што ќе ја отвори вратата на еднаквоста, владеачката партија всушност го злоупотреби донесувањето на законот за промоција на дискриминирачко однесување, за непречен говор на омраза од многу пратеници. Стрикно набројување на одредбата за сексуална ориентација вчера побара и евроамбасадорот Ерван Фуере.